Добро дојдени сте на мојот YouTube канал. Ви благодарам на вашата подршка, ви благодарам на позитивните коментари, ви благодарам на тоа што ми влевате самодоверба. Иако многу години сум имала искуство со камера, верувајте ми, многу ми е стресно кога снимам вакви видео. Не затоа што немам самодоверба или не сум подготвена добро, туку едноставно поради причината што напливот на популарната психологија ме гуши. Не знам кој од моите колешки колеги кои што се професионалци во својата област не коментирал дека навистина е претерано да се коментира, брзи решенија да се нудат, популарни психологии во стилот на тоа даваме етикета, даваме диагноза и така натаму. Значи, уште една сакам да разјаснам дека психотерапијата е индивидуален процес кој што треба да се следи кај секоја индивидуа, кој што има потреба. Зошто потреба? Па човекот во текот на сопствениот живот има бројни кризни моменти. Ние психотерапевтите сме тука да им помогнеме на луѓето во криза. Не станува збор дека имаат тешки диагнози со кои што ние секако можеме, ама не можеме да работиме, бидејќи невропсихијатријата е таа која што ќе нуди фармакологија на оние ептен патолошки тешки случаеви. Овде сме затоа што сакаме и е тренд светски да се работи на квалитетот на животот, подобрување на квалитетот на поединецот, препознавање на сопствената личност, на внатрешното јас, работа на себе, што би рекле популарно. Меѓутоа не е во оној стил на изработка на семинари, не во оној стил да се работи, да се посетуваат разни видови вебинари, семинари во стилот на тоа дека еве јас сега постојано работам на себе, одам таму, вамо, слушам разни предавања, секако дека и тоа добро, меѓутоа ако доколку водата не се исчисти од самиот извор, не може да биде бистра и чиста. Говорам за личноста, оваа метафора ја користам за секоја личност како индивидуа која што има потреба да работи на себе, влегува во индивидуален психотерапевтски процес. Клиентот кој што влезе во индивидуален психолошки процес мене ми даде една идеја за работа, денеска е нарцисоидноста. Ми постави милион прашања, дојде поткован со тоа што смета дека знае се за нарцисоидноста, бидејќи слушал популарни видеа на TikTok. Но морам да кажам дека тоа не е така. Ако говориме за нарцисоидноста, не го парафразираме само митот за нарцис кој што влегол во езерската вода и содевил затоа што само на површината на езерото кога се огледал колку е тоа убав, потонал во сопствениот одраз. Во смисла на тоа и мојот клиент ми сугерираше дека неговата партнерка е необична. Необична во смисла на тоа што постојано е грандиозна, величествена, постојано ужива да се покажува колку има тоа силна самодоверба и дека емоциите не се кул. Процесот на отуѓување е тука и треба да остане. Луѓето се само роботи кои што треба да живеат во новиот 21 век, векот кој што нуди брзи решенија, брзи одлуки, брзи квалитетни постапки за нив, секако не за во реална смисла. Сето тоа е илузија. Што е нарцис, ме праша клиентот, иако е самоуверен и знае дека знае што е нарцис. Ние учиме додека сме живи, еве денеска јас ќе се обидам да подкрепам некое мислење и уверување за нарцисоидноста. Тоа е она што јас го негувам цел живот, а тоа е детето во мене, па многу пати ќе ми кажат, не се однесуваш размерно со возраста, бидејќи многу си ги почитуваш сопствените емоции, премногу внимаваш на тоа што сакаш, што те мотивира, премногу си љубопитна, истражуваш, разиграна си, креативна си. И за жал тоа е сега она што не е нарцисот. Разобедувањето дека автентичниот човек, нормалниот да кажеме во наводници, има потреба да го негува внатрешниот свет и своето дете во него. Има силна потреба да си ги чувствува и изразува собствените чувства. Додека нарцисот е авангарден, тој има добра контрола над себе си, го потиснува тоа дете во себе, не сака да комуницира, најчесто сака да остави впечаток, силен впечаток на останатите и остава впечаток на самоконтрола. Зошто е тоа така?
Многу мина при работа со пациенти, ми велат дека ние сме неуспешни родители, успеавме да создадеме нарцис. Ние сме виновни за тоа. Не мора да значи. Како настанува нарцисот? Постојат две теории. Едната е дека се раѓа со предиспозиции да стане нарцистичка личност, односно личност со патологија, нарцисоидна патологија, а другата е дека ние се раѓаме табула раза, чисти, добри, меѓутоа средината не формира и не модулира. И двете во литературата се признаени, ама јас од моје лично искуство би рекла дека има и од по двете по нешто. Значи може да има и малку предиспозиции, бидејќи егото е она што го храниме, а преухрането его создава нарцисоидна личност. Би сакала да кажам дека замислете една ситуација на едно дете кое што расте во средина во која што му е забрането да ги изразува емоциите, осудувано постојано, дека не вреди, дека во надпреварот не успеало со останатите, дека не е добра личност, дека е плачко или не знам што, и дека постојано треба да работи на себе, да се изгради како голем човек, како силен, како човек кој што треба да се соочи со сите предизвици на искушенијата во животот. Таквото дете во себе, потиснувајќи ги работите кои што ги чувствува, можеби мотивација, желба, љубопитност, креативност, израз на срам, страв и така натаму, сето тоа го потиснува и гради еден нов механизам, лека полека од година во година, со текот на животот, станува една личност која што е супер контролирачка, перфектна во некој смисол, грандиозна, ама нема соочување и контакт со сопствениот срам, со сопствениот страв, нема контакт со детето во себе. Наспроти него се наоѓа друга личност, која што е реална и автентична, и која што, например, е импресионирана од таква грандиозна личност, која што има силна самоконтрола, дава акцент секогаш на материјалното. Жените нарциси најмногу сакаат да бидат силни. Нивна силна страна е убавината, сексуалноста, материјалноста и така натаму. Мажите нарциси најчесто се политичка моќ, материјална страна, силна самодоверба и така натаму. Ние сите имаме его. Нашето его најчесто треба да биде нормално и реално нахрането, меѓутоа нарцисот има голема потреба за хранење на егото. Што е всушност тој? Тој всушност е едно згрчено, стуткано дете, кое што има силен страв, многу ниска доза на самодоверба, уплав од едно нешто што се вика нема да успеам, не вредам, не сум добар, и сето тоа го камуфлира, го прикрива со еден надворешен изглед, со еден гард, со непокажување на емоции, со непокажување на страв, со непокажување на љубов, со една силна самодоверба. Меѓутоа, уште ова сакам да кажам, дека нарцисот се храни со луѓето кои што се реално автентични, нормални, од причина што тие секогаш имаат самокритичност, секогаш си велат дали сум добра со самодовербата, и кога ќе најдат наспротив нив на личност која што со силна самодоверба, тоа е нарцисот, со илузија практично, и поверуваат во таквата грандиозна представа на нарцисот, тие си велат, леле, конечно најдов на некој што ми дава силна подршка, најдов на некој што ме разбира, најдов што ме бомбардира со љубов, најдов на некој што е моје огледало. Да, нарцисите се такви, тие се префинети, имаат силни техники, имаат научено однесување, знаат да ги прочитат емпатите, бидејќи имаат сепак малку доза на љубов во нив, може да презентираат емоции на кои што се фаќаат самите емпати и ги бомбардираат практично со љубов, внимание, им покажуваат дека се разбрани, им покажуваат дека се прифатени, им покажуваат дека
тука, нарцисот е тука да учат од него, останатите. Во тој сплет на околности кој што трае безмалку 10 до 6 месеци, на нарцисот после 7-миот месец му станува неинтересна персоната која што може да ја контролира, да ја предвидува, секоја нејзина реакција да биде предвидлива, знае како да се однесува спрема неа и кога ќе воспостави 100% контрола врз емпатот наспроти него, престанува да му биде интересна таа личност и оди на друго место. Замислете што се случува со личноста која што е мој клиент. Се наоѓа во една збунета ситуација, неизмерно е потиштена, работи на самообвинување постојано, не може да напредне во животот и емоционално, бидејќи да го гурат емоциите напред и љубопитноста и креативноста, се враќа назад, бидејќи модел на однесување веќе му станал нарцисот. Како да се спасите од нарцис? Не можете да го победите, бидете 100% сигурни во тоа. Едноставно само треба да се дистанцирате, да го оставите да се продолжи по неговиот пат, да бидете среќни што сте научиле нешто, да се вратите преку психотерапија во сопствената состојба, нормална, автентична, и да продолжите со животот, сакајќи се себе си, почитувајќи се себе си, бидејќи доколку многу знаете да ги препознаете тие работи, да се сакате и после некое болно искуство да продолжите на прво место да се ставате самите себе си, нарцисот самиот ќе побегне, бидејќи едноставно тој не ги сака луѓето кои што знаат колку вредат, знаат дека треба да работат на себе, знаат дека треба да работат на подобрување на собствените капацитети, на вештини и способности, и знаат дека таквите луѓе кои што се сакаат многу себе си, не може да бидат во релација со нарцис кој што ќе им ја црпи и пие и последната капка човечност во нив.